Добро вечер. Ние сме во спортскиот комплекс Фан Тенис во Скопје. Јас сум Зоран Божиновски, ова е емисијата со Лесно Буревесник. Вечерва наш гостин е Даниел Лазаровски, сега екс-ВД директор на Филхармонија. Планиравме за оваа вечер дебата. Беа поканети екс-петкратната ВД директорка Тина Иванова, беше поканета Ангелина Димовска-Миташева, актуелна ВД директорка, беше поканет председателот на управен одбор Дамир Имери и беше поканета министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Нема ниту трага, ниту глас од нив. Никој не се јави на мојата покана. Да дојдат да поразговараме за следните месец дена, туку и во последните неколку години. Даниел, добро вечер. Добро вечер, ти благодарам на поканата. Даниел се согласи да дојде. Имаше доста препукувања во јавноста, имаше изјави, имаше деманти, имаше негова смена на предпоследниот или последниот ден пред да бидат распишани изборите. Заврши конкурсот на кој се пријавивте и по сите некои збиднувања требаше да станете директор со мандат, но се случи некаков пресврт. Министерката донесе одлука да ви го прекине ВД мандатот и да ја именува Ангелина Димовска-Миташева. Што точно се случи, дали може да ни кажете? Па вака, на 22 јануари, мислам дека беше, се распиша конкурс за директор на Филхармонија. Јас бев поставен за директор на 12 септември 2023. 5 месеци точно до моето разрешување на 12 февруар и се распиша конкурс каде што требаше да се изврши избор на директор. Ништо не укажуваше. Имавте ли против кандидат? Против кандидат, да, се јави на конкурс сегашниот председател на управен одбор Дино Имери. Ке ти исправам прескава најава. Да, се извинувам, Дино Имери. Да. Председател на управен одбор на Филхармонија. Тој беше пријавен исто на конкурсот, меѓутоа бидејќи немаше комплетна документација, знаејќи дека нели на конкурсот треба да се исполнат одредени услови за да може некој да биде избран за директор. Тој немаше, мислам, во културата работен стаж или искуство 5 години, што е потребно за да се... И поради тоа не е избран за директор. Мене, бидејќи мојата документација беше комплетна, како и овој конкурс, така и претходниот, кога беше изберена Тина Иванова, која што тогаш исто беше поставена без еден документ кој не може да се конкурира и едноставно е кршење на закон, беше поставена на таа позиција без сертификат за англиски јазик, кој што е задолжително да се има во време на конкурирање. Не отпосле, него на време кога се конкурира на конкурсот. Што таа го немаше. И покрај тоа што ја на тој конкурс не бев избран, не ми представуваше... Јас подоцна поднесов до второстепена, нели, до управен суд и така натаму, меѓутоа тоа се заташка на времето, мислам, уште не е закажано рочиште за тоа, а ја и сум поставен и сум разрешен од ВД директор, така да сега тој да го закажат ќе биде безпредметно. Имате ли сознание каде беше точката на пресвртот Министерката за култура да се премисли на последниот ден
и наместо да ви даде мандат, значи да ве избере на конкурсот на кој конкурирате, таа ве разреши со кое образложение и именува друга личност, ваша колешка. Вака, ништо не наслутуваше на тоа, освен низата на лаги, шпекулации и клевети кон мене изнесени од почетокот на февруари од страна на одредени лица зацкриени под маските нели на синдикални представници кои си ја користеа позицијата за да на било каков начин за да ме отцрнат во јавноста, за да без никаков аргумент да изнесуваат лаги, клевети и да се лаже и јавноста и министерката со тоа, ако поверувала во тие клевети. Бидејќи јас после тие изнесени неколку невистини кои сериозно го нарушија мојот углед и достоинство нормално, јас дадов неколку деманти до Телма, објаснив на јавноста колку можев и во кои медиуми нормално можам и кои ќе објават. И сметам дека можеби порано беше потребно вака во јавност некоја емисија да се направи за да јавноста се информира и да ја дознае вистината што е уствари, мислам, што се случува во Филхармонија во последните неколку месеци. Иначе, од моето поставување, уствари, до моето разрешување, константно синдикалниот представник од првиот ден на моето назначување тој почна да тера кампања, да кажам, против мене. Едноставно доаѓаше зошто ги замараше луѓето и во оркестарот, зошто ингеренциите на, не знам, на чистачката биле вакви, ингеренциите на некој што е за видеопродукција биле вакви, ингеренции што не треба да го интересира оркестарот. Оркестарот го интересира само добра програма, диригентите, солистите кои ги носиме секој, мислам, од моето назначување до сега направивме стварно огромна промена во програмата која македонската публика може да ја види и која не може да се скрие и да се занемари, како да кажам, и некои со вакви ниски како да кажам, ниски удари, да проба да отцрни некој само поради тоа што се распиша конкурс и сега да се види ако може нешто да се направи, иако сето тоа ќе се решеше само со завршување на конкурсот и од тој момент ако добиев нормално мандат. Нивното беше да пробаат и успеа во тоа да одредени луѓе во Филхармонија, вклучувајќи предходни разрешени директори кои заедно со председателот на синдикат се користеа со лаги, клевети. Тука ќе ве прекинам. Значи, да бидеме конкретни. Вие дојдовте како наследник на Тина Иванова. Да. Тина Иванова пред вашиот ВД мандат беше незаконски 5 пати ВД директорка. 5 мандати по 6 месеци вршител на должност директор на Филхармонија. Така? Беше или 4 или 5 мандати ВД и после ја избра за директор на Филхармонија. Тина Иванова е ќерка припадник на династија Иванови. Таткото Зоран Иванов е бивши новинар, директор на МИА,
секаде го има во владеачката партија, во владеачките структури. Нејзиниот брат во актуелната владеачка партија снима рекламни спотови, добива големи пари од филмскиот фонд за снимање на некакви проекти. Игор Ивановски Изи. Сестра е државна репрезентативка на измислено државно репрезентативно место велосипедист за да патува по светот. И вие како нејзин наследник наследивте една лоша финансиска ситуација, ако можете да кажете колку, а на денот кога бевте разрешени оставивте колку средства. Значи прво од тука да почнеме. Да. Што затекнавте, а што оставивте? На денот од кога бев назначен на 12 септември 2023 година, наследив финансиска состојба која беше 5 пати помала од кога ми престана функцијата. Колку е тоа во пари? Мислам, околу милион и нешто денари имаше сметката, а на моето заминување имаше повеќе од 4 милиони 300. Така да тоа е скоро 4,5 пати повеќе од што ја затекнав финансиската состојба во институцијата. Тоа династијата Иванови не може да ви го прости. После вашата смена настапи владење во последните месец дена на династија Имери. Дино Имери, Мери Илковска, Дијана Имери, негова сопруга, која е ното текар, архивар, така некако гласи незиното работно место, веднаш стана диригент. Незиниот брат веднаш доби самостоен концерт да може солистички да настапи, што порано не можело да биде случај. Враќаат одредени диригенти што не можеле да замислат да диригираат во филхармонија, а отстрануваат светски познати имиња кои вие сте ги ангажирале. Така. Значи, имате борба со клановите Имери и кланот Иванови. Истовремено ви се враќаат некои стари духови, стари договори со кои не можела филхармонија да се расчисти ни финансиски, ниту правно формално. Конкретно да ве прашам за израелскиот диригент Јерухам Шаровски. Каков договор потпиша Тина Иванова со него? Вака, покрај финансиската состојба што ви реков како ја затекнав во филхармонија, го затекнав и овој договор кој всушност е противзаконски по многу основи. Договорот е склучен во 6 месец 2023 година. Со важност од 1.1.2024 година. Значи, автоматски ми беше... не можев да разберам зошто е нужно да се случи некој договор 6 месеци пред почеток на некаква реализација. Конкретно сега ќе ви кажам за маестрото Шаровски, кој е моментално и од новото раководство, пошто се си продолжува по старо, избран пак за шеф диригент, тоест реализиран е овој договор што го подпишала. Како е подпишан, прашав? Договорот е подпишан според мене во сомнителни околности, бидејќи маестрото Шаровски во време кога е подпишуван договорот во 6 месец, тој воопшто не бил присутен во државата. Подписот кој стои на договорот е копиран подпис, не е ни факсимил, него копиран подпис, а при тоа во договорот не стои ни утврден идентитет на маестрото, тоест нема патна испарба, нема ништо. Буквално
случај на англиски јазик, исклучиво, значи без превод на македонски, што тој договор го прави сам по себе ништовен. И јас не можев да допуштам тој договор да се реализира, и од одредени луѓе во институцијата налетав на обструкции, сакат по секоја цена да го донесат да биде и така натаму, и тоа се врз база на ветувања за некакви да ги наречам екскурзии, ке не носел на турнеја ваму или таму, и ние сето тоа ќе поверуваме, и без разлика дали тој договор е штетен по институцијата. А штетен ли? Штетен е, и бидејќи никакви во овој договор јас што го затекнав, воопшто нема никакви обврски маестрото Шаровски према нашата институција, а доколку ние го реализираме, сите интереси се запазени и го штитат него лично, неговите интереси. Јас не сум видел до сега и никогаш не би направил договор како директор воопшто во ниедна сфера филхармонија, тоест институцијата, да не биде заштитена доколку дојде до некој судски спор или до нереализација на тој договор од негова страна, пример. Добро, дали од Министерството за култура или од поконкретно од Министерката за култура Костадиновска Стојчевска беше одобрено минатата година да се потпише овој договор со Шаровски? Не, по консултација со одредени сектори во Министерството за култура ми беше кажано дека воопшто никој не ни побарал, не ни пратил барање за да се потпише некаков договор, што е законска обврска, впрочем, и во правилникот и по Законот за култура, е законска обврска. Филхармонија не е нечија, не е нити ја додека сум бил директор, нити на претходниот директор да може да прави што сака. Значи си има законски одредби како се реализира нешто што би сакале ние да го платиме од сопствена сметка. Пошто овој диригент и сите негови ангажмани ги плаќа Филхармонија лично од сопствена сметка. Ниту е побарано согласност, што е законска обврска, пак ќе потенцирам, од Министерство, и ние плюс пративме мислење, пративме барање да ни дадат мислење како да постапиме со тој договор, бидејќи неколку закони прекршува. Прекршува Закон за јазици, Закон за работа со странци, штетен по институцијата, и ајде пак да побараме мислење од Министерството за култура. Дојдовме до заклучок, тие ни вратија дека треба да постапуваме согласно законот на државата. Тој договор јас и институцијата го третиравме како ништовен. Значи тој договор воопшто не беше раскинат како што председателот на синдикат Владица Лазаревски ги лажеше луѓето во институцијата и јавноста, бидејќи таа лага, кога ќе се каже така во јавноста странски диригент, познат странски диригент, при тоа нити да му го спомни името, нити презимето, ја тужел Филхармонија. Нити имаме тужба, а и да тужел, баш би сакал да видам како договор на англиски јазик ќе дојде до како ќе го чита судот. Како ќе го чита судот, да. Меѓутоа, тој се служеше со лаги, и луѓето во Филхармонија се уметници. Луѓето во Филхармонија си ја работат својата работа. Ниту се правници, ниту се некои луѓе што ги интересира тоа. Меѓутоа, пошто ние сме се соочиле со овој проблем, а некој по секоја цена сакаше тоа да го реализира, ние
почна тие од од 1 февруар, така мислам дека почна неговата кампања за мое разрешување, нели? Мислам да проба, нели, како што во тој одреден момент им успеа. И покрај тие лаги, за дека диригентот дури и он си донесе и пресуда. Он сам кажа колку ќе добил, Колку пари ќе добие. колку ќе добие диригентот, како тоа така да било. И тоа кај луѓето во филхармонија створи леле зошто ние чекај, зошто институцијата да плаќа толкави суми, да некако да спречиме. И иницираше некаква си петиција против мене, каде на петицијата насловот беше директорот работел незаконски. Тој и самата министерка за култура го кажа на својата пресконференција во 5 дена пред да бидам разрешен, каде таа многу добро кажа дека доколку директорот работи незаконски или има некој има такво сознание, има одредени институции кои тоа го кажуваат, кои можат слободно да пријават, да дојде инспекција како што дојде. И што го станови? Ништо не го станови дека сите чекови од моето постапување до крај што сум ги направил се согласно законот, бидејќи не дека јас многу разбирам право, меѓутоа јас имав своји правни советници кои им верував и кои не дозволивме нешто филхармонија да нанесеме штета на филхармонија како претходните што мислам ја оштетили институцијата за над 70-80.000 евра и тоа го затекнав исто така што плаќавме некои тужби на одвработени кои им се менувале вредноста на бодовите, па претходната директори, па добиле на суд и се не плаќаме и тоа, што е најтрагичното е тоа што токму сега нашиот синдикален представник Владица Лазаревски беше во тоа време председател на управен одбор на чело со директорката Маја Черначевиќ. И сега вака, вие сте разрешени, има ВД директорка Ангелина Димовска-Миташева. Да. Ништовниот договор на израелскиот диригент Јерухам Шаровски сега не е ништовен и се реализира, така? Се очекува да дојде да диригира? Би кажала една кратка филхармонија, мислам, како соработуваше со овој диригент. Диригентот имаше можност да биде шеф диригент во времето кога беше директор Виктор Илиевски во 2020 година. Меѓутоа, бидејќи беа согледани неговите квалитети, неговиот однос со оркестарот и така натаму, тогашниот директор даде шанса на еден врвен романски диригент кој беше шеф диригент Габриел Бебешелеа. И тој во тој момент не беше избран за шеф диригент. Сигурно имало зошто. По тој, како да кажам, од тука почнуваат неговите фрустрации, каде тој во отворена комуникација со членовите од оркестар, кажуваше погордни зборови за филхармонија, кажуваше погордни зборови за тогашното раководство и тој доста време не доаѓаше во филхармонија, одбиваше и да диригира со филхармонија. По враќањето на Тина Иванова како директор се обнови таа комуникација со овој диригент и тој си ги погази сите, мислам, безобзирно тој не како ништо да не кажал кон филхармонија и кон луѓето внатре што ги навредуваше и така натаму. Ги испегла односите.
се испегла односите во ред, меѓутоа јас немам лично против никој диригент, без разлика дали претходниот директор сакал да го реализира овој договор. Ја имам против да реализирам нешто што е спротивно на законот во институцијата, барем јас додека бев директор. Маестрото Шаровски во меѓународните кругови е познат како човек што, да не кажам малце, Кажи. се пазари со настапите и така натаму, бидејќи јас додека бев 5 месеци правевме програма и не гледав воопшто дали некого познавам, дали диригент. Јас во моето 5-месечно директорување донесовме светски диригенти кои никогаш не стапнале, и солисти кои не стапнале претходно барем едно 10-15 години од таков калибар на солисти и диригенти, и тоа не повисока по нивната реална цена, него врз база на моите контакти со луѓето со кои работев, имавме чест да со нивното ангажирање, да ја подигнеме македонската култура воопшто во државата. Одредени концерти се реализираа, одредени концерти сега останува на сегашното раководство, веќе почна да ги откажуваат некои, за да направил за своји, добро, по фамилиарна линија. Ја не можам да разберам, значи некој без разлика кој е директор, дали јас сум бил или сега е некој друг. Ако е нешто добро и ако останало добар проект со светски диригент, да го тргнеш без никакво образложение, и за тоа има процедура како се трга концерт, ако сакаш да замениш. Како ние што менувавме концерти, меѓутоа ние со 2-3 страни образложение зошто го менуваме тој концерт, праќаме во министерството, па ни праќаат одлука да ни одобруваат, па тогаш го менуваме. И образложението треба да е издржано. Нема образложение ако имаш концерт со светски диригент. Со кој? Со еве, например, ќе земам за пример Мануел Хернандес Силва, кој требаше да диригира на мислам дека беше 14 март. Зошто не диригираше? Не диригираше бидејќи одлучило раководството дека треба да го даде концертот на друг диригент од Македонија. А тој концерт го диригираше Бисера Чабловска. Сакам да кажам, образложението нити пратиле во министерство што исто треба да се испочитува и да образложат. Па не знам тоа дали би поминало така, бидејќи образложението да донесеш некој светски ранг по цена наменување на некој полош или некои со сомнителни квалитети, може да помине. Меѓутоа, да тргнеш од програма диригент кој тврдам дека ја барем откако сум во филхармонија не стапнал подобар диригент и не сме имале прилика да работиме со ваков диригент, него да го тргнеш за да донесеш некој што у претходниве 20 години можеби немале никогаш настап со филхармонија. Не гледам лично кон никој, меѓутоа стварно не го гледам образложението, не ја гледам реалната причина. Протестирали Владица Лазаревски на овие промени? Не, сега е се во ред, сега е се розево во филхармонија, сега е се супер. Нема проблеми. Владица и одредено друштво си добиваат што ќе посакаат, бидејќи
На нив не им треба човек кој работи за доброто на институцијата, на нив им треба човек кој работи за нивните лични интереси. Им треба министерка која нема да им се меша во она што моментно го работат. Има ли откажување кон уште некој светски уметник? Јас по увид во тоа што го праќа претседателот на синдикат на сите членови на синдикат, значи записници од што ни прати последен записник, исто има каде се менува програма за концертот, мислам, во парк, каде исто така напишале дека е нужно да се направи промената, иако не ја гледам нужноста, бидејќи тој концерт е во јуни, а уште помалку ја гледам нужно е нешто ако дојде за една недела, па немаме како да најдеме диригент. Кому откажуваат? Па мислам дека тој диригент требаше го диригира Љубјан Балбаки. Тој е наш долгогодишен соработник, исто со филхармонија, има доста настапи и добар диригент. Не ја гледам нужноста да се промени таков диригент за да дојде диригент пак од мислам дека сега ќе диригира нашата колешка од Нототека Дијана Имери. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, не ја гледам нужноста за нешто што не чека за 3 месеци. Нужно е нешто, ако немаш излез, те чека концерт за неколку дена, па ајде ќе промениме. А да менуваш нешто за да си лично да некој добие и било што, стварно не ја гледам причината, нити уметничкото образложение за промената и на диригент, и на програма, и на било која промена. Имавме исто така со еден диригент кој многу ни помогна во контактите со требаше сега за Велиденскиот концерт, што ќе биде на 25 април, да гостува специализиран хор за Бах од Салцбург, каде за буквално 50% од хонорарот прифатија да дојдат да гостуваат и требаше да се изведе едно премиерно дело кое од постоењето на филхармонија воопшто не се извело никога, што е Пасија по Матеј од Јохан Себастијан Бах. И сегашното раководство и тоа го промени. Што промени? Па ја промени и програмата, промени хор, нема тој да настапи, си имаме ние тука хорче кој ќе си го ангажираме и така натаму. Стварно не гледам со ваков начин на раководење, стварно не гледам иднина добра за филхармонија. Бидејќи не се работи тука за нешто дали јас сум го договорил или сегашната директорка. Се што е добро, ја од претходната директорка Тина, се што беше добра програма ја оставив, се што беше нешто со сомнителни квалитети, нешто што сметам дека на тоа место можеше да дојде многу подобра програма и која ја реализиравме и која самите се сега китат со сите тие настапи кои имаше прилика публиката да ја види, да пробаме да ја вратиме публиката која изгубивме. Буквално, значи, оваа година целото случување филхармонија, целиот од проблемите нели што беше со джез оркестарот, со протестите и така натаму. Значи сето тоа се одвиваше, сето тоа беше негативно се одрази кон филхармонија. Не навлегувајќи дали едните биле во право или другите. Едноставно во негативен контекст се спомнуваше филхармонија во јавноста. Константно, година дена. И ние почнавме буквално да имаме по 150 души публика. Сега вака, вие не сакавте со мене да комуницирате, бидејќи повеќе медиуми објавија од синдикалните протести она што им го праќаше Владица Лазаревски, па со нив се допишувавте, па праќавте демант
не сакавте да комуницирате со мене и оставив останатите медиуми да си ја завршат својата работа. Но искористив прилика, разговарав со ваши колеги кои исто така се незадоволни, а не припаѓаат ниту на владејачката партија, ниту на опозиционата партија, ниту се занимаваат со политика. Ми кажа многу работи кои ги објавив кај мене во Буревесник и веројатно тоа не им се допаѓа ниту на новото раководство, верувам не им се допаѓа и на министерката. Минатата недела по мои сознанија сте биле и објавив за тоа случување, сте биле нападнати вербално и со обид за физички напад врз вас од Тина Иванова. Значи, како се заврши тој конфликт? Што се случи точно, ако можете да објасните? Јас стварно бев изненаден зошто некој тоа би го направил, меѓутоа познавајќи поранешната директорка и односот кој го имаше и додека бев директор, дрзок кон мене како представник моментално на директор. Јас не сум заслужен за незината промена, за да некој се однесува така со мене, зашто ја на тоа сум место сум поставен за директор. Не ја смениле ме ставиле мене, да не сум бил јас, ке бил некој друг и така натаму. Меѓутоа, јас некој што си умислил во глава не можам да му го сменам тоа. Зашто конкретно ве нападна минатата недела? Конкретно таа ми се обрати дека јас сум тој, ме обвини мене дека јас сум тој кој пишува во твојот медиум. Јас не знам стварно... Не може кај мене не. Да пишува никој друг освен мене. Вие можете да седите на тоа место, сте прифатиле, имате збор. Да. Има и таа покана, има и министерката покана, так. И Дино и Мери има покана, и ВД директорката има покана, не сакаат уопште да разговараат. Јас немам проблем со било што сум кажал, што сум изјавил, што сум дал информација некаде во врска со филхармонија, да кажам дека е така. Меѓутоа, некој да ме обвинува за некој пост за, не знам, за татко и за сестра и за не знам што, нити ги познавам луѓето, нити знам со што се занимаваат. Информациите кои се, вие сте истражувачки новинар, пишувате работи. Јас сум објавувачки новинар. Добро, во ред. Меѓутоа, јас не сум, не можам да знам одредени работи кои некој си умислил дека јас ги пишувам. Јас да сум знаел да пишувам, ќе сум бил новинар. Поради тоа бевте нападнати од Тина Иванова. Да, со одредени прво навреди кон мене, доближување до фаца, онака како малите деца во школа, кога ќе се раскараат. И дали ми се обрати, дали планираш да престанеш или сакаш ова да го решаваме на друг начин? Што е друг начин? Друг начин не стигнав да ја прашам што е друг начин, бидејќи ме плесна 2-3 пати, нели, онака како сериозен мафијаш. Сериозен мафијаш, така, демек пази малце што збориш, да не биде грешка. И бидејќи тука на тато и на бато. Реагираше обезбедувањето, еден колега кој ја тргна, каде таа продолжи да дофрла навредливи зборови и така натаму. Подоцна отидов ја кај директорката и реков дека ова не сме да се дозволи во институцијата и ние се нарекуваме уметници. Ние се нарекуваме, тие луѓе се нарекуваат уметници, се понашаат како буквално како, ајде се јас да не употребувам некои несоодветни. Ајде не употребувајте. Зборови, меѓутоа стварно без никаква причина. Како се заврши ова? Имаше ли дисциплинска постапка? Дали имаше
реперкусии, Јас последици денеска- по неа? Јас денеска поднесов иницијатива барање за поведување на дисциплинска постапка. На директорката е дали ќе одлучи да покрене дисциплинска постапка, дали мисли добро на институцијата или дали може кој што сака да си прави во институцијата. Ми е познато дека тие од претходно си се во добри односи, дека се другарки, дека работеле заедно и во друг, пошто се новинарки и двете. Свиреле заедно? Не, новинарки си и двете. Имаат ли врска со музика? Тие не се музики, имаат музикологија завршено, меѓутоа кај нас работат како администрација. Не сакам да навлегувам сега за нивната компетентност, за позицијата на која Навлегува биле и министерката, претходна. мисли дека се компетентни. Ги поставува на функции да управуваат со филхармонија. И па резултатите ќе се видат тоа што ќе го добие филхармонија. Јас само сакам да напоменам дека пак ќе се навратам на маестро Тошаровски, каде сакав да објавам, мислам, реакција, го оставив за оваа емисија да го кажеме. По неговото интервју во Република, каде во неговото обраќање мене ме споменува како и го оценува периодот на моето директорување, тие 5 месеци мрачен и темен, нели, за филхармонија. Јас само би сакал да напоменам дека во тој мрачен и темен период за него, бидејќи тој не беше избран за шеф диригент, најверојатно за него бил мрачен. Меѓутоа, филхармонија имаше чест да настапува со Мануел Хернандес Силва, со Алфонсо Скарано, со Роберт Лакатош, со Марија Хередија, со имиња кои не настапиле никогаш претходно со филхармонија. Јас за тие 5 месеци направив огромна промена, го освежив репертоарот на филхармонија, вметнавме премиерни дела кои сега се откажуваат без никакви образложенија, да се реализира тоа што претходно сакал некој. Значи, сегашната директорка го трга тоа што јас сум го направил за да реализира програма на некој што бил претходно. Ја не ја гледам причината. Директорот е тој што одлучува за програмата на филхармонија. Директорот е тој кој има право да промени програма на филхармонија. Меѓутоа, во консултација со управен одбор, со Министерство за култура и нормално тоа да биде образложено. Не е работата претходниот директор менувал да е сега и ние ќе менуваме. Претходниот директор менувал, меѓутоа и како образложено и целата таа промена што сме правил за концерти, за диригенти е и како образложена и уметнички издржана. Не е тоа јас сакам овој не ми се допаѓа, па сега ќе го ангажираме и така натаму. Маестро Тошаровски во неговото обраќање потенцираше дека мрачниот период за филхармонија конечно заврши и како дека Министерката за култура е добро што тоа го увидела и сега е светол и период. ме разрешила. А сега вика ние ќе пробаме да го вратиме реномето со ангажирање на нормално негови блиски луѓе кои се, пошто напоменав на почетокот на овој разговор дека во комуникација со други диригенти што ги имам, неговата репутација, како да кажам, како така е оценета од други луѓе кои не функционираат и не комуницираат на ваков начин. Не може некој со
конкретно за договорот за содржината, само на кратко би напоменал, не може некој да се ангажира за шеф диригент, а при тоа да има само 4 настапи во годината. И не само за шеф диригент, него и за уметнички директор. Тоа јас ја нареков бонус функција, за да може буквално да прави што сака со филхармонија, да ангажира солисти и диригенти кои он ги сака и кои на него ќе му се допаѓаат, а при тоа да нема никакви обврски према филхармонија. И тоа сега пак се случува, се враќа? Да, се случува тоа, затоа што сега тој договор се реализира и моментално Тој ништовниот договор. да, или моментално немам сознание дали, пошто тој сега дојде, кога направи интервју, најверојатно знаејќи дека тој договор е штетен и не знам дали потпишале друг. Меѓутоа, секако сите тие законски одредби што важеле за претходниот, важеле и за новиот, ако го потпишале. Сега и касата е полна, може друг побогат договор да се потпише. Па, да. Јас касата ја оставив стварно максимално домакински, да кажам, се однесува со институцијата и не случајно е зголемен буџетот на сопствената сметка, бидејќи кога, а при тоа се донесени светски уметници. Значи не е, бидејќи одредени хонорари кои не се, да кажеме, не се вклопуваат во буџетот кој ни го доделува Министерството, ние ги пополнуваме со собствена сметка и така натаму. Ние сакавме, јас морам да го кажам ова што ми е многу, бидејќи ми е стварно криво, имавме можност за отварање на сезона, која лично го договарав со моите контакти, да настапи познатата светска виолинистка на Софи Мутер. За жал, таква легенда жива во државата никогаш од постоењето нема настапено и воопшто нашиот буџет не дозволува такви уметници да се ангажираат. Јас стварно сакав да направам да ја донесеме стварно светот, да го донесеме во Македонија, бидејќи културата, музичката култура и луѓето кои настапуваат со години во филхармонија се прават нели спрема буџетот. Јас, бидејќи имам лични конекции со одредени светски уметници, пробавме за 2024-2025 да направиме програма со едни вакви имиња, кои што само ќе ги напоменам кои требаше да дојдат. Значи, Јана Софи Мутер, Јанин Јансен, тоа се две светски виолинисти кои настапуваат со најголемите оркестри во светот. Едната требаше да настапува во 2025 година, кој уште не почнавме да ја правиме програмата, бидејќи бев разрешен. А Ана Софи Мутер требаше да настапува на отварањето на сезона, на 3 октомври. Меѓутоа, сето тоа ќе остане само желба, бидејќи не може со ваков однос, не може тие луѓе преку кои сме ја добиле неа, нема да дозволат да настапи со ваков однос, бидејќи диригентот, само ја ќе го потенцирам, кој спомнав каде што го откажа хорот од Салцбург, тој лично е лична конекција со виолинистката Ана Софи Мутер, кој нема да дозволи да настапи, иако ја договоривме за 30%, да не кажеме, од хонорарот што реално заради неговото горчливо искуство нема да се случи.
Нема да се виното во случат, тоа. нема да се случат многу концерти, многу имиња, бидејќи тоа што сакав јас да го направам како директор на филхармонија не беше начинот на кој сега се раководи и на кој се раководел претходно. Ако на некој му е доживување да се гордее со концерт на Божо Вречо и тоа да донесе во програма да стави на филхармонија, јас стварно не знам за каква култура и за каква филхармонија ние зборуваме. Што му недостасува на Божо Вречо? Не навлегувам како музичар, како пејач, него сакам да кажем дека на тој човек не му е местото во филхармонија. Тоа е страда, ова е уметност. Да дојде такви концерти ние сме имале со филхармонија. Меѓутоа во оф програмата, за каде што луѓето земале хонорари и така натаму. Меѓутоа преседан е направен. Откако постои филхармонија, не зборувам додека била директорка Тина или сега новата директор. Поготово, значи за претходниот период овој концерт беше кога беше Тина Иванова директор. Да вметнеш во програма концерт таков. Ја не сум сретнал барем 10 години колку што работам во филхармонија. Еве експериментирала. Во ред, меѓутоа тие експерименти не носат добро на филхармонија. Ние сме тука да ја негуваме културата и да ангажираме уметници и за тоа зашто е створена филхармонија, зашто постои воопшто. Експериментите вакви експерименти не смеа да се случат никогаш повеќе. И ако на некој тоа му е врвот и наместо да увиди дека направил нешто погрешно, него уште се гордее со такво нешто, јас стварно не знам за каква иднина зборува филхармонија, бидејќи реални да бидеме, моменталното раководство на филхармонија е истото од претходно, бидејќи поранешната директорка е всушност продуцент, тоест асистент продуцент, која што е задолжена за правење на програмата, тоа е низиното место. Она тоа го работи. Така да на некој начин ќе си продолжи истото. Бидејќи сегашната директорка исто работеше во администрација, меѓутоа не била поврзана со програмата, со правење на програма, со ангажирање на уметници и така натаму, така да таа работа ќе си остане на сегашните асистенти продуценти кои ја прават програмата и за тоа и всушност се откажуваат тие некои настапи за да се помине тоа што претходната директорка, сегашна асистент продуцентка, низината програма да се реализира едноставно. Тоа е. И да го поставам моето последно прашање за вашето вечерашно гостување. Дали се плашите за вашето работно место, дали се плашите од политичка одмазда, бидејќи филхармонија е вклештена помеѓу двете најголеми политички партии кои јас ги нарекувам трговски друштва, СДС од нашата земја и ВМРО ДПМН или само ДПМН. Значи сега се двете екипи некако здружени во филхармонија против програмата, против вас ЕТВ сменија, веројатно се задоволни, но дали вие во идниот период како непослушен социјалдемократ се плашите за вашето работно место и за одмазда од нив? Видите, јас не би се нарекол како непослушен социјалдемократ, бидејќи јас само некому сте сгрешиле во владеачката партија штом не ви дадоа мандат, а ви го прекинуваат
мандатот вршител на должност. Одредени- Ако можела да. Иванова 5 или 4 мандати, вие сте можеле 2. Да. Меѓутоа, луѓето кои кои се служеа со клевети, со лаги и така натаму, идеа по министерство не искача од министерство. Цело време додека траеше конкурсот, пишува по медиуми лаги, буквално лаги. Значи без никакви аргументи, онака само се искачаат, се кажуваат директорот ова направил, директорот ова работел незаконски, ова работел незаконски. Аргумент? Прашав адвокат, вика, ми кажа дека е така. Ова се однесува на нашиот синдикален представник, кој на такво ниво комуницираше со луѓето. И одредени на синдикални состаноци која ќе каже на луѓето ова работи директорот, ова направил, откај дали е тоа така, откај знаеме ние. Па прашав ја адвокат, вика ми кажа, слушајте ме мене. Очекувате Јас ли знам. одмазда од нив, од оваа екипа? Ја очекувам само провокации. Едната од нив беше сега и со поранешната директорка Тина Иванова, најверојатно на моја некаква реакција во афект, на што сигурно јас да сум го направил тоа што таа го направи на мене, сега ќе бев отпуштен од работа. Тоа сум убеден. И најверојатно ќе продолжат такви провокации за да јас изреагирам како човек нормално. Меѓутоа, нема да им го дозволам тоа и да им го приуштам тоа задоволство на тие неколку луѓе што тоа го посакуваат. Добро. Благодарам Да. за гостувањето. Почитувани Благодарам. гледачи, ова беше издание на емисијата Со лесно буревесник. Мој гостин беше вечерва во предходно замислена дебата со негови колеги кои требаше да бидат учесници овде, но избегна таква можност. Нема да ги именувам повторно, неколку пати ги спомнав во емисија. Ви благодарам за вашето внимание. Ние како медиум Буревесник ќе ги следиме и натаму случувањата и во Филхармонија и како национална институција од културата и во Министерството за култура. Ви посакувам убава вечер.